Ако Венко Филипче заедно со Љубомир Фрчковски и Андреј Жерновски до пролет пронајдат мигрант во Македонија, премиерот Мицкоски ќе си оди од политика. Тој е дециден. Владата не преговарала со Велика Британија за депортирање на мигранти и додека тој е премиер, тоа нема да се случи. Мицкоски не сакаше да ги коментира британските медиуми, но потсети на оставката во BBC поради ширење на лажни вести поврзани со Доналд Трамп. На политичките опоненти им вети, ако најдат мигрант, ќе се збогува со политиката. Оставам простор до пролет, Венко Филипче, заедно со професорот Фрчковски, заедно со Андреј Жерновски, да бараат низ Македонија и да најдат мигрант кој што е дел од овој договор со Велика Британија. Или било каков договор, кој што сме го превземале. И ако најдат еден, јас трајно напуштам политиката. Воспротивно, они да ми се извинат на мене и на граѓаните што шират паника без потреба. Мислам дека е фер. Еве, ова јас го давам како понуда. Мислам, ова ќе важи бесконечно, додека сум реков јас председател на владата. Со сета почит спрема британските медиуми и македонската председателка вели дека очигледно грешат, бидејќи владата веќе ги демантирала. Ако за британците се опасни, тогаш и за нас се опасност мигрантите, подвлекува Силјановска Давкова и подсетува на абсурдноста од дискутирањето за тема која не постои, инаку таа е против носењето мигранти во земјава. И јас, колку што сум информирана од британскиот амбасадор, ама и од владата, тоа не е точно. Мојот став ќе го кажам. Ако се работи за лица кои се опасност за Британија, тие се подеднакво опасни и за нас, и јас сум против нивен прием. Меѓутоа, сега ова што го кажувате резолуција, ама прашањето е зашто резолуција? Филипче тврдоглаво и упорно тврди оти договор за мигранти постои, а владата на ВМРО ДПМН морала да го потпише, бидејќи тоа е поврзано со добивањето на кредитот од 6 милиарди евра. Тој најави дека партијата ќе поднесе резолуција во собрание и предупреди, а ако резолуцијата не биде прифатена од пратениците на ВМРО ДПМН, социјалдемократите ќе излезат на протест. Вчерашниот демант на премиерот за мигрантите го оцени како планирање предвремени избори од страна на владеачката партија. Британските медиуми објавија дека според тој договор Британија треба да исплаќа на Македонија по 20.000 фунти по мигрант. Се споменуваат и вработувања, постојано домување, сместување во згради и така натаму. Што значи дека тоа е само еден чекор до пасош. На целата јавност тоа треба да и биде појасно. Албанија и Косово веќе прифатиле одбиени мигранти од Британија и Италија. Во Албанија веќе се пристигнати првите мигранти донесени се со воен брод. Предходно, партијата покрена онлайн петиција повикувајќи ги граѓаните да се приклучат, иако британската амбасада не ги потврди информациите на британските медиуми за мигрантите. Темата мигранти во Македонија стана жешка политичка тема, откако неколку медиуми во Британија излегоа со информации за никакви прифатни центри во Македонија и носење на мигранти оттаму. За сега, освен социјалдемократите, никој друг не ги потврдува овие информации, а премиерот повтор пат ги демантираше.